Здраво и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. И за денеска ви подготвивме интересни содржини со кои што верувам дека ќе го задржиме вашето внимание до самиот крај. Првата информација што сакаме да споделиме со вас е дека етногрупата Баклава ќе одржи целовечерен концерт пред битолската публика. Сите љубители во нивната музика ќе имаат можност да уживаат утре вечер со почеток во 20 часот во големата сала на Центарот за култура во Битола. Деталите во продолжение од првиот човек на Центарот за култура Борче Димитровски. Музичкиот состав Баклава после подолго време повторно со настап пред битолската публика. Концертот ќе се одржи утре вечер со почеток во 20 часот во големата сала на Центарот за култура во Битола, на кој ќе изведат мелодии од нивниот нов албум, а присутните ќе имаат можност да уживаат и во песни од претходните албумски изданија. Посебно задоволството што Баклава после подолго време ќе има концерт во нашиот град, тоа во организација на Центарот за култура. Пред извесен период има промоција на новиот сингл Рубин и новиот албум кој што го издадува, така да тоа ќе биде и дел од промоцијата на новиот албум на овој реномиран состав. Очекувам интерес од публиката. Баклава секогаш имале одлични настапи во Битола и во земјата и во странство и очекуваме да биде салата исполнета до последното место и да имаме уште еден одличен настан кон крајот на 2016 година која што беше во сегментот на музичко-сценската дејност и на концертите навистина богата за Центарот за култура. Етногрупата Баклава е основана во 2005 година, како резултат на спојот на индивидуалните музички искуства на нејзините членови во различни проекти. Со минималистички музички концепт, клучниот предизвик е создавање на авторска музика во жив диалог со естетските дострели на светската музика. Како четворка, именувањето во Баклава не беше земен само како синоним на турскиот исклучително благ деликатес, туку како синоним на ромб со вршената геометриска форма или пак боја во картите. Во исто време баклавата е вообичаен символ на македонската изворна традиција, представувајќи еднакво сплотеност на културните разлики во уметноста и четирите страни на светот. Баклава има 3 различни изданија, од традиционална до светска музика, преработки и авторски песни, мешавина од повеќе јазици и музички стилови. Додека нивниот прв албум Баклава е концертен, Калемар е нивниот прв студиски албум и е создаден од композиции од самите членови. Третиот албум, наречен Многу ми недостигаш, е преплетување на мелодијата од различни народи, култури и религии. По многу настапи, албуми, неколку музички спотови и свој документарец. Групата Баклава има и неколку песни во филмот Трето полувреме. Баклава изминатиот период настапуваше во Данска, Шпанија, Франција, Германија, Чешка, Белгија, Романија, Турција, Србија, Италија. Тоа беа деталите околу концертот на етногрупата Баклава, кој што ќе се одржи утре вечер со почеток во 20 часот во големата сала на Центарот за култура во Битола, па доколку сакате да уживате во нивната музика, побрзајте да си набавите билет. А уште еден настан кој утре и во среда ќе се случува во Центарот за култура е најновата представа на театарот Дел Арте, насловена Подарок за Дедо Мраз. Оттаму најавуваат интересна новогодишна бајка заедно со Дедо Мраз. Подетално за содржината и подготовките околу представата во продолжение. Представата ќе се одржи во вторник и во среда, значи на 20 и 21 декември. Меѓутоа, она што е за отворена продажба е за 21 декември со почеток во 18 часот. Представата се вика Подарок за Дедо Мраз. Станува збор за една новогодишна весела бајка, базирана на митот за Дедо Мраз. Значи, кратка содржина, неколку помошници на Дедо Мраз одлучуваат да му подарат подарок, затоа што тој е најдобар, тој подарува подароци за сите, меѓутоа никогаш нема подарок за него. И затоа што е најдобар решаваат да одберат некако волшебен подарок, заминуваат во светот на бајките, затоа што само таму има волшебни работи. И таму се среќаваат со ликовите од бајките, со Црвенка, па со Снежана, со Зверот, за конечно да научат дека всушност вистинскиот подарок, волшебниот подарок не е некој предмет, туку секој подарок станува волшебен кога е грижлив одбран, кога е подарен со љубов, со почит. Исто така прегратките, насмевките, тие се тие бесплатни работи што чинат вистинско богатство. Тоа се поуките, исто така представата е збогатена со весели детски песнички, значи станува збор за забавна представа. Екипата која што ја подготува повторно е истата, значи таа добро позната на битолската публика.
значи Театар Дел Арте, со текстот е мој, а режијата е на Бојан Стојков. И мислам дека за сега тоа добро функционира и продолжуваме понатаму, како иста екипа. Така, навистина звучи интересно, од ова што ни го најавија, сверувам дека ќе привлече огромно внимание кај самата публика, пред се, нели кај детската популација. Колку време ја спремавте самата представа, еве, подетелно да ги запознаеме нашите гледачи со самиот тој процес на спремањето? Да, процесот трае со месеци, затоа што најчесто кога се подготвуваат представи, се зема готов текст и потоа се работи тој текст. Ние имаме тука, значи, неколку месеци подготовки, прво да видиме каква представа сакаме да и понудиме на публиката, потоа треба јас некако да смислам некоја кратка содржина, па да се согласиме со Бојан дека тоа е тоа вистинското што ни треба. Потоа го работам текстот најмалку месец и пол до 2, па имаме уште месец и пол до 2 подготовки за оваа представа. Мислам за представата, за на крајот со готовиот производ да трае само неколку дена. Меѓутоа мислам дека останува во меморијата на децата уште долго се надевам. Ви благодарам за интервјуто, благодарам што сте секогаш тука со нас и со нас и се надевам дека ќе соработуваме и во иднина. Навистина звучи интересно најавата за новогодишната представа на Театарот Дел Арте Подарок за Дедо Мраз. Се разбира дека ќе ја проследиме и ние и секако дека дополнително ќе ве информираме во емисијата Магазина Телевизија Мега. А уште една информација која што ни пристигна од менаџерскиот тим на Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки е тоа дека во најновиот број на влијателното списание British Cinematographer е објавен посебен прилог посветен на фестивалот. Во најновиот број на влијателното списание British Cinematographer е објавен посебен прилог посветен на Интернационалниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки. Од менаџерскиот тим на фестивалот информираа дека во изданието за месец ноември од 2016 година објавен е обемен текст на 2 страници со 6 фотографии на новоизбраниот председател на Меѓународната федерација на кинематографери и маго Рене Рестат, во кој тој со суперлативи се заблагодарува на директорот на 37-то издание на фестивалот Браќа Манаки Благоја Куновски-Доре и уметничката директорка Гена Теодосиевска, како и на организаторот на Конгресот на Имаго во Битола Томи Салковски и неговиот мал вреден тим за успешното 37-мо издание на фестивалот Браќа Манаки, во чии рамки од 13 до 15 септември прв пат успешно беше организиран и Конгресот на Имаго. Македонското друштво на филмски професионалци како домаки на Имаго ни овозможи пријатен престој и ефикасни средби, пишува Рестат. Тој веднаш на почетокот му се заблагодарува на Томи Салковски, кој раководеше со организацијата на Конгресот на Имаго во Битола и на неговиот тим. Веднаш потоа Рестат пишува и за фестивалот Браќа Манаки. Им благодарам исто така и на директорите на фестивалот Благоја Куновски-Доре и Гена Теодосиевски, што ни овозможија да бидеме дел од овој голем филмски балкански фестивал, кој особено се фокусира на важната улога на кинематограферот во продукцијата на филмот. Македонија, градот Битола и филмскиот фестивал Манаки е место со топло срце и одлично организиран фестивал и членовите на Имаго ќе го имаат тоа наум и ќе го промовираат, пишува председателот на Имаго Рестат. Во текот на 37-то издание на фестивалот Браќа Манаки се одржа Конгрес на Европската федерација на кинематографери и маго, во која што членуваат околу 50 меѓународни здруженија со повеќе од 4000 кинематографери од сите краеви на светот. Домаки на Имаго беше Друштвото на филмски професионалци на Македонија. Денешното издание на емисијата Магазина Телевизија Мега го завршуваме со информацијата дека 2016 година е доста успешна за Центарот за култура од Битола. Во текот на годината се одржаа голем број на концерти, фестивали, различни активности во нивна организација, како и голем број на филмски проекции. Она што е заедничко за сите овие настани е големата заинтересираност за нив и посетеноста на истите, вели првиот човек на Центарот за култура Борче Димитровски. Покрај редовната кинопрограма, од четврток имаме новогодишна кинопрограма со специјален попуст на сите филмови по символична цена од 100 денари, тоа ќе трае една недела. Од концерти до крајот на годината го имаме традиционалниот новогодишен концерт на Камерниот оркестар на Битола, кој што ќе биде на 29 декември со почеток од 20 часот.
а со камерниот оркестар ќе имаме повторно задоволство да имаме и концерт во Скопје. Тоа ќе биде повторување на успешниот Джеймс Бонд симфони кој што го имавме на 10 октомври во Битола, а тоа ќе се случи во недела на 25 во кино Милениум. Сите оние кои што можат да бидат во Скопје тогаш ги канам да го проследат навистина одличниот концерт, така да со сите овие активности ќе приведуваме ова повеќе успешна година за нас кон крај. Така, во бројки тоа успешна година, што значи, бидејќи еве остана уште 10 дена до крајот на новата година, навистина голем број на концерти, многубројни настани, активности кои што се случува во Центарот за култура. Како сте вие како прв човек на оваа институција задоволни од самата посетеност на сите тие случувања? Генерално сме и повеќе од задоволни, бидејќи сите настани кои што ги реализиравме беа оценети како успешни, не само во поглед на самиот квалитет, туку и во поглед на посетеноста од страна на публиката, иако конкретно во однос на киното и на светско ниво беше поспецифична оваа година од изминатата, односно немањето на толку атрактивни наслови. Сепак крајот на оваа година, кога ги сумираме бројките, ќе завршиме со сличен број на гледачи како и претходната 2015, што е одлично за 3D киното во Центарот за култура, а големиот број на концерти од кои што би ги извоил гостувањето на македонска опера и балет со Кармина Бурана, концертот на Ана и Игор Дуриловски повторно во придружба на македонската опера и балет, потоа концертот на Танец, детскиот концерт на македонската филхармонија, сега го тука е фестивал на музика од светот, концертите кои што беа во склоп на фестивалот и Линденски денови, навистина бројни настани кои што помина и повеќе од заприметено од страна на публиката, така да салата во Центарот за култура постојано беше исполнета. Секако не би сакал да ги заборавам и концертите на камерниот оркестар кои што се случија во Центарот за култура, но и концертите на камерниот оркестар на отворено и на ракометното игралиште и ширум републиката, и овој последен концерт во кино Милениум, така да имавме навистина атрактивна година за нашата публика. Поставивме некои нови стандарди во работењето на Центарот за култура, бидејќи често тоа го најавувам, но досега така и се случува, секоја година да биде со одредена специфика поразлична од претходната, така да реперите и стандардите се веќе јасни, што можеме во 2017 година да очекуваме од тимот на Центарот за култура. Тука е крајот и на денешното издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. Јас верувам дека со денешните содржини успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. А со нови информации се гледаме повторно утре на истото место во истото време. Довидување.